Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во емисијата која што ја посветивме на локалните избори 2017 кои што се закажани за 15 октомври годинава. Одвојуваме време и минути да поразговараме со кандидатите за градоначалници на предстојните избори. Ќе одвоиме минути време за да слушнеме што тоа тие нудат на граѓаните во своите изборни програми и зошто ја бараат нивната поддршка, односно со какви проекти и мерки ќе се залагаат да го подобрат начинот на живење во општините во кои што се тие кандидати за градоначалници. Вечерва на моја чест и задоволство кандидатот за градоначалник од Коалицијата за живот во Македонија, предводена од СДСМ, Боријанчо Мицевски. Добро вечер и добре дојдовте во Кадри телевизија. Добро вечер до вас. Благодарност за вашата покана да бидам гост во вашата емисија и воедно добро вечер на сите мои сограѓани на кои што сакам да им го честитам денешниот голем празник затоа што 8 октомври е денот на ослободувањето на Крива Паланка. Така еве, честитки во мое лично име и од името на Катри телевизија до сите кривопаланчани. Веќе кампањата започна од 25 септември, се тече, барем кога станува збор за Крива Паланка, според предвидената динамика, за тоа секако ќе потврдите и вие, но пред се за почетокот на емисијата, оние кои што можеби не знаат, оние кои што знаат сигурно ќе слушнат уште еднаш, што беше предизвикот да се кандидирате за градоначалник на Крива Паланка, да ги запознаеме накратко со вашиот профил, со вашето претходно работно искуство во политиката сте вклучени како претседател на општинската организација на СДСМ во Куманово. Се извинувам, во Крива Паланка. Да, актуелен претседател сум на општинската организација на СДСМ во Крива Паланка, но моето животно и работно искуство вели дека Крива Паланка може, треба и заслужува да живее многу подобро од тоа што е во моментот. Имено јас по занимање сум дипломиран професор по хемија. За жал до сега, значи во таа бранша немам многу големо работно искуство, но она што е мое работно искуство се поврзува со 1 до 2 години работа претходно во општината, потоа во 2 мандати советник во Советот на општина Крива Паланка, 15 години тоа активно учествува во невладиниот сектор во кој што имам стекнато огромно искуство и имплементација на околу 30 проекти кои што се од локално, регионално, национално и интернационално ниво. Во моментот се наоѓам на една функција која што е значителна и одговорна на централно ниво, имено директор сум на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, и секако дека и тоа допринесува да има многу повеќе согледување во она што е проблематиката во сферата на градежништвото и урбанизмот. Така еве, споменав на почетокот, изборната кампања веќе започна, е во тек, се заострува реториката на сите кандидати за советници, на сите оние кои што учествуваат. Секојдневно сте на митинзи, на средби со граѓаните, ја презентирате вашата изборна програма. Како вие го оценувате досегашниот тек на изборната кампања? Па јас, кога го подпишавме Кодексот за добро однесување во оваа изборна кампања, реков и тогаш, ќе повторам и сега. За мојот против кандидат нема да кажам ниту еден лош збор, затоа што сметам дека тоа е фер плей игра. И се надевам и очекувам дека тоа ќе се случи и од спротивната страна. Не би рекол дека до сега реториката се заострува. Сега кампањата оди според планот. Поминавме 2 недели активно на терен со гласачите и сметам дека се она што беше планирано барем од мојот изборен штаб и од мојата екипа која што работи со мене на кампањата за овие локални избори, дека сега се е по план. Така, се надеваме дека така и ќе биде, дека во мирна и фер демократска атмосфера ќе помине изборната кампања и пред се самиот изборен ден на 15 октомври и дека сепак нема да имаме некоја црна дамка во овој изборен тек. На почетокот на изборната кампања, освен тоа што започнавте со презентирање на вашата програма, во јавноста излегоа изјави од страна на вашиот против кандидат за градоначалник, дека вашата партија, која што застана зад вашата кандидатура, тоа е СДСМ, ги користи, односно врши заплашување на институциите, односно на граѓаните со сеење на страв. Како вие го коментирате ова? Сметам дека воопшто ова не е точно. Ќе го потврдам со неколку факти и аргументи. Граѓаните на Крива Паланка и на Македонија многу добро се сеќаваат кога
ВМРО ДПМН дојде на власт, како со полиција и спектакуларно приведуваше, апсеше луѓе и ги обвинуваше без при тоа да го има во предвид она што се нарекува презумпција на невиност. Сега за сега во оваа изборна кампања таква нешто немаме видено. Сепак, она што се нарекува истражна постапка и она што се нарекува криминал сторен во изминатите 8 години на локално ниво или 11 години на централно ниво, институциите на прогонот и правдата мора да работат и да сработат. Ние се залагаме за независно судство и се надевам дека сите оние кои што се имаат огрешено пред институциите на правдата ќе треба да сносат одговорност. Кога зборувам за одговорност, зборувам и тоа се однесува и на локално и на централно ниво. Сега што некој мисли дека тоа е заплашување, мислам дека само е бегање од одговорност, не е ниту заплашување, затоа што и основното јавно обвинителство и секторот за внатрешни работи имаат огромен број на процесирани барања кои што можеби случајно се поклопуваат со изборната кампања, но јас на никој начин не би го третирал тоа како заплашување затоа што во Крија Паланка до сега нема ниту еден приведен, како тоа што се правеше порано со луѓето кои што беа и работеа на пунктовите за наплата на Македонија пат, со конкретно луѓето кои што беа вработени на граничниот премин ДВ Баир и во многу други институции. Дека тоа не е точно, ќе потврдам дека се уште во Крија Паланка имаме полициска станица во која што немаме ниту една кадровска промена. Ако се вратиме малку наназад, за 24 часа се менуваат цели постави, цели гарнитури, дури се отпушта и луѓе. Нека се јави една таква личност која што во оваа изборна кампања во Крија Паланка има доживеано таква нешто. Така да се на се сметам дека е ова само одлекување на вниманието на јавноста од реалниот проблем и она што ќе се случува во текот на наредниот период, тоа се промени и во Крија Паланка и на ниво на Република Македонија. Споменавте случајност, дали можеби тоа е преголема случајност за да се направи, да се вметнат едни такви изнесени тврдења од страна на сите луѓе, еве и од страна на кандидатот за градоначалник, дека токму се чекало да дојде изборна кампања за да се оцрни неговото име и за да се изнесат некои невистини кои што тој вели дека сепак не се точни од страна затоа што тој доби и кривична пријава за која што вели дека е само политичка хајка од страна на СДСМ. Не, јас ќе кажам дека во претходниот период сите овие институции кои што требаше да работат за правдата и слободата на граѓаните беа обседнати и окупирани од актуелната власт која што беше во тој момент. И ти едноставно, иако знаеа дека постои криминал, не сака да преземат ништо. Од друга страна, моите информации говорат дека такви процеси и процедури постоја и во претходниот период, само намерно или под директива на некој беа ставани во фиока и не беа решавани. Така да со промените на она што се нарекува Марко Зврлевски како јавен обвинител или она што се нарекува независно судство, верувајте дека во наредниот период после изборите ќе имаме многу повеќе вакви случаи и јавноста ќе биде фрапирана од криминалот кој што се случуваше во изминатите 8, односно 11 години од ВМРО ДПМН и нивните структури како што се Груевски, Мијалков, Јанакиевски. Да преминеме конкретно на проектите кои што вие ги презентирате во вашата изборна програма Живот за сите, а вклучително на тоа и Живот за сите во Крива Паланка. Дали инфраструктурата е најголемиот проблем и за централното градско подрачје и за руралните средини? Дали тоа е приоритетниот проект со кој вие настапувате како кандидат за градоначалник? Вака само уште една реченица за сите тие благи невистини кои што излегува во изминатиот период и мојот против кандидат и некои од медиумите кои што се уште се обседнати од таа партиска структура и не известуваат реално и независно. Јас не би сакал да ги споменувам кои се, веќе ги објавија демантите и извинувањата за лагите и невистините кои што ги лиферува во нивните известувања, така да сметам дека е тоа фер и коректно. Можеби тие биле манипулирани од спротивната страна, но сепак го прифаќам извинувањето и сметам дека тоа е фер и коректниот начин на работа на било кој медиум, независно од тоа кој се наоѓа и која е актуелна власт, дали на локално или на централно ниво. Подносно она што ме прашавте за инфраструктурата, да, не само Крива Паланка, туку и државата во целина
сметам дека треба да инвестирам многу повеќе во инфраструктура. Кога зборувам за инфраструктура, не зборувам само за патна инфраструктура, затоа што локалните заедници во кои што живееме се мали и во нив живеат луѓе и по 40-50 години веќе со домови и семејства онаму кај што се стационирани. За жал, сите тие немаат и не уживаат исти права, затоа што немаат соодветен пристап до нивните домови, немаат соодветни улици, немаат соодветно улично осветлување, немаат канализациони системи, немаат водоводни системи. Да не зборам еве како еден од клучните проекти кој што е во мојата програма гасификацијата на Крива Паланка, значи иако тој главен вод за влез од Бугарија во Македонија поминува само на неполн километар од централното градско подрачје, Крива Паланка се уште не го ужива бенефитот да користи еден поевтин и еколошки енергенс. По однос на она што се нарекува поврзување со руралните средини и кон соседните општини. Исто така, значи како општина сметам дека во Крива Паланка треба многу што да се инвестира. Имено оние патни правци кои што се направени, односно беа инвестиција, се од далечните 80-ти години од минатиот век и тие се веќе, да не кажам, во многу незавидна состојба. Во нив е неопходно инвестирање, обновување, но и напоредна на тоа изградба на нови патни правци, затоа што Крива Паланка, како што знаете, се наоѓа на некои 15 на километри од граничниот премин и за тој проект веќе за поврзувањето на Ранковце со Крива Паланка и граничниот премин на конференцијата која што беше пред неколку месеци во Трст се обезбедени над 70 милиони евра, со што ќе се започне за изградба на една нова и модерна сообраќајница, но од друга страна веќе моите контакти и преговори со луѓе кои што се на клучни позиции на централно ниво, имам добиено информации и потврда дека во Крива Паланка во наредниот период имаме една огромна градежна офанзива во која што ќе се инвестира на патно поврзување на Крива Паланка преку селото Огут кон граничниот премин со Трговиште, Република Србија, од Крстов дол кон Голема Црцорија кон граничниот премин Голеш, но напоредно на тоа и на два нови патни правца. Тоа е поврзувањето на Крива Паланка со Македонска Каменица преку Тораница, што во огромна мера ја скратува таа дестинација која што сега е некаде околу 180 километри и во исто време поврзување на Крива Паланка преку Лисец кон хидросистемот Злетовица, што исто така ќе биде една дестинација која што ќе нуди можност за развој на селскиот, алтернативниот, планинскиот туризам и други видови. Кога зборувам за инфраструктура, исто така мислам и на она што се нарекува изградба на пречистителна станица, затоа што фекалните води во Крива Паланка се уште слободно се одлеваат во Крива река и можам да кажам, значи покрајна еве што е гасификација, изградба на неколку главни сервисни улици во градот кои што се неопходност за растеретување на сообраќајниот метеж кој што во моментот е и такако значителен проблем и за движење на пешаците, но и за учество на сите останати учесници во сообраќајот. Споменавте во делот на инфраструктура дека е опфатен и проектот за гасификација на Крива Паланка, проект кој веќе и вашиот против кандидат рече дека е веќе изготвен и дека се чека само негова реализација. Што конкретно недостасува ако веќе сте запознаени со тој проект што вие го нудите како подобар проект за гасификација на Крива Паланка? Гасификацијата на Крива Паланка, односно гасификацијата на поголем број на општини во Република Македонија беше еден од нашите клучни проекти уште во претходните изборни програми и за жал тие има можност да покажат и докажат што може да направат во тој сегмент. Бидејќи сум дел од општинскиот совет, како што реков, и сум во текст со многу одлуки кои што беа донесени, да, имаш иницијатива, но за жал тие се откажаа од реализацијата на тој проект и не е точно дека е во завршна фаза или било што, затоа што во еден момент добивме информација како советници на официјална седница на совет дека гасификацијата ќе се преземе од државата на централно ниво и тие се откажаа од овој проект, така да не е точно дека чека негова имплементација. Така, за жителите на Крива Паланка пред се, за оние кои што се живеат токму во градот и во централното градско подрачје, ветувате и до
до уредба на градскиот плоштад, кој што еве сепак според онаа слика која што денеска има, може да кажеме дека изгледа убаво, но што тоа според вас недостасува што вие како кандидат за градоначалник сакате да го промените? Значи, кога зборуваме за градски плоштад, зборуваме за оној градски плоштад кој што е во централното градско подрачје до градскиот парк. Она што е направено сега во моментот пред влезот на општината е само едно партерно уредување кое што го нарекува градски плоштад. Не, вистинскиот градски плоштад се наоѓа до градскиот парк, кај што се стационирани основниот суд, Македонска пошта, хотел Турист. Тоа на Кривопаланчани е многу добро. И за жал оваа власт, освен тоа што го крсти плоштадот ВМРО, во него не инвестира ништо. И сметам дека токму тој дел е оној кој што треба да го уредиме и кој што треба да добие еден нов, модерен, архитектонски и урбан лик, кој што ќе биде одбележје на градот во наредниот период. Така, за колкав временски период планирате да го спроведете тоа? Јас потполно сум свесен дека ова изискува многу повеќе време и многу инвестиции, но се надевам дека до крајот на мојот мандат, 4 години, дека тоа ќе биде реално, затоа што со самото уредување на овој простор планираме и ставање во функција на една споредна улица која што е исклучување од магистралниот пат, но и уредување на нов паркинг простор, бидејќи централното градско подрачје во Крива Паланка во моментот е во една хаотична состојба од неможноста за опфат на сите возила кои што им е потребен сигурен паркинг. Со само тоа, значи, ќе направиме растеретување на централното градско подрачје и ќе оформиме една безбедна пешачка зона во која што нема да има сообраќај, а тоа ќе го решиме со подземна сообраќајница и паркинг простор во кој што на определен начин ќе извршиме растеретување на оној главниот дел кој што треба да биде слободна зона и за пешаците, но и за најмладите кои што треба да уживаат во она што се нарекува партерно уредување, парк, забавни качиња за најмладите и слично. Споменавте вие за подземната сообраќајница, тоа беше и моето следно прашање. Како ќе изгледа ова подземна сообраќајница во Крива Паланка, на колкав простор планирате тоа да го изреализирате? Јас ќе разговарав со луѓе кои што се архитекти и кои што имаат познавање од оваа област. Се уште ова е во фаза на разработка, значи кога ќе дојде моментот, значи и вие како медиум, но и граѓаните на Крива Паланка ќе имаат пред се увид во она што се планира, ќе биде ставено на јавен увид, па дури потоа, значи евентуално ако има забелешки, корекции, ќе се пристапи кон негово менување, дополнување и евентуално отпочнување со инвестиции. Така да се на се, значи сега не би манипулирал со тоа колкав ќе биде опфатот, на кој начин ќе биде изгледал, затоа што сепак сакам тоа да го кажат првите луѓе кои што се овластени урбанисти, архитекти, па дури потоа да излеземе во јавност со конкретни понуди. Така, дали тоа значи дали самиот простор дозволува каде што вие планирате да биде изградена таа подземна сообраќајница, ќе го утврди токму тимот кој што споменавте дека работи дополнително на истражување на терен. Дали може или не може? Да. Секако тоа е луѓе од стручен тим кои што веќе работат на тоа како ќе биде конкретно изглед на оваа локација и затоа реков ќе излеземе со конкретни показатели кога ќе имаме информации кои што ќе ги прецизираат сите детали. Така. И сообраќајни решенија, но и она што се нарекува зелена површина, парк, качиња за најмладите и така натаму. Така, имате ли конкретна информација како кандидат за градоначалник? Споменавте дека и Крива Паланка има проблем со сообраќајниот метеж. Како се движи бројката на возила кои што циркулираат низ самото градско подрачје и сепак дали тоа е причината што се создава толков метеж во Крива Паланка? Па вака, значи Крива Паланка е транзитно место. Бидејќи е на коридорот 8, кој што непосредно ја поврзува Крива Паланка и со Бугарија, а од друга страна со Куманово и Скопје. Так. Значи, трендот на секојдневното живење и она што беше поранешен начин на живот во Крива Паланка диктира дека еве ако во моментот порано имавме на секој 2 или 3 семејства по еден автомобил, сега се случува да едно семејство има по 2 или 3 автомобила. Исто така, она што се нарекува внес на возила од соседна Бугарија, Крива Паланка има неколку поголеми автоплаци во кои што секојдневно се тргува и се продаваат
такви поломни моторни возила. А од друга страна и она што се прилични дестинации. Значи ние секојдневно имаме прилив на луѓе од Република Бугарија кои што доаѓаат на шопинг во Крива Паланка. Сето тоа создава дополнително обтоварување на оние сообраќајници кои што ги имаме во градот и сметам дека она што се нарекува соодветен простор за паркирање, за запирање или учество во тој сообраќај не ги задоволува реалните потреби, така да по мои слободни согледувања мислам дека на територијата на Крива Паланка во моментот веќе можеби имаме 5 или 6 илјади регистрирани моторни возила, што секако за една општина која што е од помал карактер како што е Крива Паланка, тоа не е за занемарување, од друга страна, како што реков, прилични дестинации кои што имаме и брендови кои што секојдневно се посетувани од страна на домашни и странски посетители, изискува нови модерни простори за паркирање и решенија кои што ќе нудат безбедно, како што реков, учество и на пешаците и на останатите во сообраќајот. Најавивте институции во сервис на граѓаните, што тоа значи? Институции во сервис на граѓаните значи дека сите луѓе кои што се платени со данокот кој што ние секојдневно го плаќаме, дали на еден или на друг начин, треба да бидат честни, пред се честни, отчетни, одговорни и транспарентни во својата работа. Тоа за жал во изминатиот период не беше случај со сите институции и јас како прв човек на општината ќе се залагам да сите вработени во текот на своето работно време го исполнуваат она што е нивна работна обврска и бидат целосно посветени во служба на граѓаните. После работното време, значи секој може да се занимава со политика, вера, религија или било што е негова лична определба. Но, кога сме на работното место, мораме целосно да бидеме посветени на она што се нарекуваат ISO стандарди за работа, на она што се нарекува реален и непристрасен начин на помагање, затоа што најголем дел од институциите во изминатиот период действува партизирано и во нив, значи, се вдомија кадри кои што не беа ниту стручни, ниту оспособени да го прават она за кое што требаше да дадат помош на странките кои што пристапуваа во тие институции. Така, во вашата изборна програма предвидувате и конкретен број на мерки со кои што велите дека ќе ги задржите младите во Крива Паланка, да останат во Крива Паланка и тука да ја градат својата иднина, да го основат своето семејство и тука да биде нивното работно место. Со конкретно какви проекти ќе се обидете да ги задржите младите во вашата општина? Да, ние не треба да замижуваме пред еден од најголемите проблеми кои што е соочена не само Крива Паланка, туку и државата. Имено, јас живеам во Крива Паланка и ако сите имаат интенција да или ја гледаат својата перспектива во заминувањето надвор од Крива Паланка, јас, како што реков, сега во моментот сум на една клучна позиција на централно ниво, но тоа за мене беше предизвик да се вратам и повторно да се посветам на животот на моите сограѓани и на Крива Паланка. Имено, она што се нарекува екзодус на младите луѓе е на многу високо ниво во моментот во Крива Паланка. Имаме цели семејства и млади луѓе кои што заминуваат по нивното дипломирање, а знаеме дека човечкиот капитал е основниот капитал. Не се тоа материјалните средства, туку квалификуваниот кадар кој што градиме и го инвестираме во него, за жал не заминува секојдневно. И тоа заминуваат цели семејства во Германија, Франција, Италија, Соединените Американски држави, Канада. И тоа е процес кој што мора да се запре. Она што ме охрабрува и мене и моите сограѓани дека деновиве добивам исклучително голем број на пораки од мои пријатели, сограѓани кои што живеат надвор од државата, но кои што сепак она што беше наш слоган во оваа кампања за живот во Крива Паланка за сите, гледаат спас и можност да се вратат назад, затоа што верувајте, не им е лесно и нив, затоа што печалбарскиот живот никогаш не бил лесен и нема да биде лесен и тие го чувствуваат она што се нарекува дистанција и одвоеност од своите најблиски. Многу често ми се случува во оваа кампања кога одим од врата на врата, значи излегуваат возрастни лица кои што плачат затоа што нивните деца
се далеко од нив. Така. Освен мерки за младите кои што ги предвидувате во вашата изборна програма, секако нели како се вели светот останува на младите, сепак со низа мерки предвидувате и за најстарите, за пензионерите, за луѓето во трето доба. Како ќе се обидете да го добиете нивниот глас и нивната поддршка? Да, значи не само за луѓето од третата доба, јас само уште една реченица би се навратил на младите, значи за да ги задржиме или да ги вратиме тие луѓе кои што можеби во моментот имаат солидна заработка во странство, но сепак ја чувствуваат таа оддалеченост од своето родно огниште, од своите роднини и пријатели, што воопшто не е лесно, значи ќе инвестираме пред се во нови работни места и веќе имам преговори со дел од бизнес секторот кој што е во Крија Паланка, и тоа се оние поголеми компании како што е бугарскиот Булмак и турски ВИБО. Имено, значи, веќе имав и остварив контакти со првите луѓе на овие компании за кои што разговаравме и веќе очекуваме, значи, после промената на локалната власт веднаш да отпочнеме со конкретни проекти кои што ќе значат нови работни места, но и она што се нарекува диверсификација на работните места, затоа што сега во моментот Крија Паланка почива само на текстилната и конфекционерската индустрија и она што се нарекува рударска индустрија. А овие луѓе, бидејќи се меѓу првите во светот, во светски ранг, како што е бугарски Булмак, е една од првите две компании која што се занимава со рударство, но можеби многу малку луѓето знаат дека тие се занимаваат со изградба на инфраструктура, инвестираат во алтернативни извори на енергија како што е соларната, инвестираат во хотелскиот и други сфери од бизнисот, а она што е сфера на интерес за работа со турската компанија ВИБО, значи не само во текстилната, туку со нив договоривме и размислуваме во насока на искористување на сето она што се нарекува локален потенцијал на Крија Паланка, како што се преработка на земјоделски производи, преработка на шумски плодови, затоа што Крија Паланка изобилува со таква нешто и секако она што ќе биде во насока на мини погони за преработка на некои нус производи кои што во моментот ги имаме во Крија Паланка, не би навлегувал во детали, но ќе значи вработување на различни кадри, различни профили, не се тоа само луѓе кои што се средно образование, туку високо квалификуван кадар, кој што ќе биде пред се добро платен и ќе има со одветно работно време и со тоа значи на некој начин ќе успееме да ги задржиме на овие простори за да тука креираат семејства и не уште во млади години го напуштаат родното огниште и заминуваат во странство. Јас во една прилика реков, ќе повторам пак, значи во Крија Паланка и во државата во целина, значи семејството е институција, тоа е столбот на секое општество. Нас не ни треба да се раѓаат деца по сила на закон, како трето дете, за да некој оствари право на пензија, туку семејството треба да се генерира, да се креира врз основа на љубов, почитување и за нормални услови за опстанок на тие млади генерации кои што ги креираме. Така да тоа е единствено перспективата и можноста за развој на секоја локална заедница, а вклучително на тоа и Крија Паланка. По однос на она што е грижа за повозрасните, сите тие луѓе, верувајте дека во Крија Паланка го живеат вториот работен век. Ќе рече некој зошто втора работен век. Ние имаме семејства кои што се пензионери или лица кои што во семејствата имаат пензионери. Во случај кога младите се невработени и немаат никакви средства за екзистенција, пензионерите го работат својот втор работен век со тоа што мораат со своите пензии да ги издржуваат и своите синови и ќерки, но напоред на тоа да ги издржуваат и своите внучиња, да купуваат за нив и млеко, и храна и се она што е неопходно за опстанок и нормален развој на едно семејство. Во таа насока, значи, ако ние креираме соодветни работни места и добро платени за помладите, пензионерите ќе можат да живеат многу порелаксирано и во таа насока, значи, шпекулација беше дека ние сме тие кои што не дозволуваме покачување на пензиите. Не, во нашата изборна програма стои не на локално ниво, туку на централно ниво, дека тие ќе имаат некако до сега 600 динари покачување, туку ќе имаме 2,5% покачување на пензиите, што значи околу 10% на годишно ниво,
но и она што се нарекува бањска релаксација, слободни викенди, дури предвидуваме значи субвенциониран превоз за пензионерите, но и она што се нарекува инвестирање во инфраструктура. Имено веќе разговаравме и со надлежните министерства дека ние во наредниот период треба многу повеќе внимание да посветиме на изградба на старечки дом во Крија Паланка, затоа што тоа е реалната потреба и веќе размислуваме за неколку такви локации, но и она што се нарекува инвестирање во нови простори или катчиња во кои што тие ќе го поминуваат своето слободно време и ќе се дружат. Имено инвентарот во клубот на пензионери во кој што сега тие го користат не е замен, можеби 30-40 години, не е инвестирано ништо, а од друга страна имаме селски средини во кои што имаме значителен број на пензионери кои што немаат простор и можност каде да го поминуваат своето слободно време. Значи размислување и во насока на уредување на паркот до клубот на пензионери, но и на многу други локации во кои што ќе им уредиме соодветен простор во кој што ќе можат меѓусебно и да се дружат, но и да се занимаваат со некакви спортски активности и слично, што ќе значи нивно целосно исполнетост и релаксација во слободното време. Така, споменавте спорт и рекреација. Има ли во вашата програма Живот за сите предвидено мерки со кои што ќе потикнете развој на спортот, ќе дадете поддршка на сите спортски имиња во Крива Паланка сепак постојат? Ние низ нашите информативни изданија слушаме за голем број успеси на многу млади луѓе од Крива Паланка кои што се бават со спорт. Да, и тоа беше една од моите целни групи со која што веќе во изминатиот период во мојата изборна кампања до сега седнавме и разговаравме за многу отворени прашања. Имено имаме огромен број на спортисти кои што се врвни во она што го работат. За жал тие не се репрезенти на Крија Паланка. Тие настапува за клубови кои што се надвор од Крија Паланка или во странство. Значи земам само неколку примери. Дали се тоа представници на пинг-понг клубови, дали се тоа представници на карате клубови, кошаркарски, ракометни или фудбалски клубови. Верувајте дека Крија Паланка во текот на историјата во изминатиот период генерирала многу звучни имиња. Не би издвоило никого од нив затоа што не сакам некој да се почувствува запоставен или во моментот да не му обрнеме доволно внимание, но јас знам дека во моментот имаме многу млади лица кои што играат за клубови кои што се во Скопје, Струмица, Куманово, па дури и во Италија, соседна Германија и така натаму. Би сакал, затоа што спортот е најдобар репрезент и на државата и на општината. Би сакал сите тие млади луѓе да ги вратиме назад, да оформиме еден спортски сојуз на локално ниво, но и она што се нарекуваат општински лиги за надпревар, затоа што своевремено во Крија Паланка повозрастните криопаланчани знаеат дека имавме општинска лига во фудбал. Сега таа лига не постои. Имаме спортски објекти кои што за жал се заклучени и не се пристапни за сите. Ние како политичка опција нудиме отвореност на овие спортски објекти и бесплатно користење за сите спортски клубови, а во насока на тоа значи предвидуваме оформување на спортски сојуз кој што општински спортски сојуз кој што ќе се занимава и ќе работи на унапредување на спортот во Крија Паланка. Во таа насока, значи, реков, веќе разговарав со дел од овие спортски работници, но од друга насока и разговарав со дел од бизнес секторот и компаниите кои што се на територијата на општина Крија Паланка постои разбирање од нивна страна и како општествено одговорни компании јас во наредниот период очекувам дека тие ќе финансираат некои од клубовите, со што, значи, ќе го кренеме ова како прашање на многу повисоко ниво и Крија Паланка ќе има спортски клуб како што бил на времето Осогово, Бентос, ракометниот клуб Партизан, имавме исклучително добри екипи кои што се занимаваат со кошарка, сега во моментот се занимаваат со карате, пинг-понг, значи имаме стручњак кој што е дојден тука и живее веќе од Крија Паланка, Унце, за жал многу малку му се обрна внимание, а тој целиот свој живот го посвети на развојот на пинг-понгарскиот спорт во Крија Паланка. Така да се на се во целина ние имаме исклучително значајни имиња кои што може да бидат и како двигател на сето она што се нарекува социјоекономски развој на општината и регионот во целина. Така, со што конкретно, доколку станете идниот градоначалник на Крива Паланка, ќе се
подобри образованието во Крива Паланка, односно условите за престој на сите ученици без разлика дали се тоа во основно или во средно образование? Реков дека ќе станам, јас сум сигурен дека ќе станам и сум уверен во тоа затоа што овие денови се слеваат реки на народ кон сите оние наши собори кои што ги организираме и поддршката е максимално и верувам во тоа, значи на кој начин ќе помогнам. Има многу опции, значи едно од она што се нарекуваше екстерно тестирање кое што беше укинато веќе на централно, бидејќи беше едно од изборните ветувања на оваа политичка гарнитура. Верувате дека само еден мал терет кој што се симна и од грбот на учениците и од грбот на наставниците и професорите, бидејќи тоа беше еден огромен стрес кој што беше нереално наметнат за да некој биде држан под влијание. Не може преку екстерно тестирање да се оценува колку е учинокот на професорот, затоа што тој кога предава на час, предава за сите ученици. Имаме различен, да не кажам, склоп на сите оние дечиња кои што или ниво на развој, стадиум на развој во текот на образовниот процес и апсорбирање на таа материја која што е предава наставникот. Така да не беше фер и не беше реално да наставникот се оценува врз основа на тоа колку дечињата го апсорбирале од тоа знаење, бидејќи, како што реков, сите предаваме исто, а од друга страна колку тоа ќе биде апсорбирано, на кој начин ќе биде апсорбирано, сепак не зависи само од наставниците. Така да тоа го надминавме како проблем, но ќе работиме и на сето она што се нарекува, значи, ослободување од оние административни пречки кои што се како електронски дневник, затоа што наставниот час се претвара во административна процедура во која што наставникот мора тоа да го заведе и рачно, мора да го заведе електронски, па сето тоа создава дополнително проблем во отсуство на недоволна поврзаност со компјутерските системи, со мрежи, со интернет и слично, и се губи на сето она што се нарекува ефективно предавање на она што е материја што треба да биде предадена, усвоена од страна на и наставниците и учениците. Ќе инвестираме во нови кабинети, во нови надгледни средства и помагала, ќе инвестираме во нови спортски сали и простори, затоа што сепак спортот е една од клучните активности со кои што треба да се занимаваат младите луѓе, затоа што психофизичкиот развој во една ера на компјутери и мобилни телефони е многу запоставена и ќе работиме да на тој начин ги стимулираме младите да помалку време поминуваат пред компјутер или на нивните мобилни телефони, а многу повеќе на спортските терени и спортските игралишта. Во насока на тоа, значи, планирам да воведеме и една награда наставник, односно просветно лице на годината, како што планиравме да воведеме и да ги стимулираме сите вработени од различни сектори, како што е административен работник на годината, предприемач на годината. Сето тоа се мали активности, но добро осмислени, насочени кон тоа да ние ги стимулираме различните професии да бидат посветени во она што го работат и да го дадат својот максимум. Така, Крива Паланка како град, односно по својата местоположба е град кој што нуди одлични дестинации за развој на туризмот. Па да, можеби имаме културно-историско наследство и природно наследство кое што не секогаш беше третирано заедно. Значи и природното и културно-историското наследство се во една симбиоза и ние треба да гледаме на него како во целина. Имаме локалитети кои што имаат можности и потенцијал за развој, но не се целосно искористено. Јас само ќе кажам дека локацијата Калин камен на Осоговието нуди прекрасни можности за развој на зимскиот туризам. Таму треба да се инвестира и во инфраструктура, но и она што се нарекуваат нови терени или објекти во кои што ќе може да се направи прием на гости. Треба да се инвестира во нови жичарници. Истиот овој регион, значи, е исклучително добар како регион за производство на здрава храна. Она што се бара во новите светски трендови во туризмот не е оној туризам кој што своевремено беше само посета на море во текот на летниот период, туку целните групи кои што доаѓаат во моментот во Крива Паланка се многу помали и тие изискуваат, имаат барања за нешто конкретно што е специфично за самото подрачје. Крива Паланка со својата историја, култура и традиција има да понуди многу што и во насока на промоција на тоа културно-историско наследство и на она што се нарекува здрава храна, но и она што се нарекува традиционална храна. Во некои од районите во Крива Паланка
го имаме задржано тој начин на производство на таа храна и тоа е тоа што може да се продаде на пазарот во сферата на туризмот, а секако тука излишно се зборува за брендови како што се Свети Јахим Осоговски, оној локалитет кој што е во фаза на истражување во селото Градец, кај што имаме една легенда за потеклото на Свети Јахим Осоговски. Она што се нарекуваат локалитети кои што не се доволно познати на јавноста, но сепак има луѓе кои што доаѓаат и се заинтересирани. Тоа се водопадите на Станечка река, она што нарекува развој на планинскиот туризам во село Дренак и поврзување преку него кон хидросистем во Злетовица, она што се нарекува традиционална облека, начин на производство на сувенири и пак реков она што се нуди како храна во некој од угостителските објекти во Крива Паланка, значи сето тоа може да се стави во една целина како потенцијал кој што ќе нуди од една страна различна понуда, но од друга страна и стимул на локалното население да се занимава со производство, секако тоа ќе донесе дополнителен бенефит и во сферата на угостителството, во сферата на хотелските капацитети, во сферата на трговијата, транспортот, затоа што туризмот е еден двигател кој што полекува за себе развој на неколку споредни гранки кои што може да имат интерес и бенефит. Така. Постои ли во вашата изборна програма е покрај развојот на туризмот? Крива Паланка е град со традиција од областа на културата, кој што и како може да се пофали со одреден број на културни манифестации кои што обстојуваат со векови. Дали ќе постои поддршка и за обстојување на тие некои манифестации или пак да се направат и уште некои нови? Да, имаме размислување и во таа насока и ние начално треба уште од мали нозе да ги стимулираме младите луѓе да се занимаваат со уметност. Дали е тоа свирење на некаков инструмент, дали е тоа учество во некакви клубови кои што се ликовни или било какви спортски, забавни, сепак од мали нозе се креираат навиките и се дава склоност кон она што се нарекува талент. Во изминатиот период иако имавме Национална установа Дом на култура, во неја имавме многу малку проекции на филмови, многу малку клубови во кои што ќе се негува модерен танц, учење или стекнување на вештини за свирење на некој инструмент, значи забавни катчиња и било што. Значи во таа насока планираме да оформиме такви неколку клуба во кои што ќе работат стручни луѓе, кои што ќе ги стимулираме и пред се ќе го опремиме како простор во кој што тие ќе можат да го поминуваат тоа време во кое што ќе се стекнат со такви нови вештини, знаења и умења, но од друга страна и ќе ги негуваме културните настани и манифестации кои што во моментот постојат, но напоредно на тоа ќе развиваме нови. Не би излегувал сега со конкретни информации за тоа кои се нашите планови во таа насока, но имаме и културни настани кои што во изминатиот период можеби не им беше посветено доволно внимание во дел од нив, на некој начин се внесе некаков раздор. Имено напоредно на културно-уметничко друштво се правеше дополнително културно-уметничко друштво. Ако имавме клуб на планинари, се оформуваше напоредно на тоа нов клуб на планинари, или ако имавме едно спортско удружение, напоредно на тоа се формираше друго спортско удружение. И тука се правеше, значи, поделба по некаква политичка основа. Во мојот мандат и она што се нарекува моја визија за културниот, забавниот и спортскиот живот, јас велам дека да, треба да постои конкуренција, но таа конкуренција треба да биде на едно место, затоа што само така можеме да водиме напред. Со поделби и со партизираност, па макар и во сферата на спортот, културата, немаме напредок. Така, на почетокот на оваа емисија, кога се изнесувавте по основа на тоа кој е кандидатот за градоначалник Бројанчо Мицевски, за она кое што се нарекува ваше работно искуство, споменавте дека се наоѓате на една позиција на централно ниво. Дали ќе си поднесете оставка од таа функција и ќе го препуштите тоа на некој друг? Да, секако, затоа што неможно е
односно има судирни интереси и не може да се држат и двете позиции во исто време. Секако, значи, по мојот избор за градоначалник на Крива Паланка, значи, јас на таа позиција си поднесам оставка, а од друга страна, значи, предстои период во кој што ќе треба целосно се посветиме на сето она што се нарекува предизвик за градење на една модерна, современа и европска општина во која што ќе пружиме можност за сите. Така, зошто на 15 октомври граѓаните на Крива Паланка треба да гласаат за вас како кандидат за градоначалник? Еве и преку нашиот медиум имате простор да упатите порака до сите гласачи и ваши поддржувачи, зошто треба да се заокружи бројот 19? Па да, бројот 19 треба да се заокружи од повеќе причини. Јас ќе наведам само неколку. Прво, основното право на секој граѓанин, односно гласач, е неговото неприкосновено право да го каже своето право на избор и да го има своето право на глас. Само во тој момент, додека е зад параванот и додека го држи пенкалото, има целосната моќ која што после тоа им ја дава на политичарите. Не треба да се дозволи, како што беше во изминатиот период, да под присила или закана од определени центри на моќ има влијание во тоа кој ќе биде нивниот избор. Тие самостојно треба да изберат помеѓу она што е наша политичка понуда и она што беше политичка понуда во изминатиот период. Јас со целосна одговорност тврдам дека со многу љубов, со многу разбирање, со многу подадена, односно со подадена рака за соработка и со чувство и сенс за она што се локални проблеми, дека Крива Паланка може, треба и заслужува да живее подобро. Ние треба да изградиме една модерна, современа општина која што ќе биде по европски трг и ќе биде порта на Балканот, во која што ќе ја поврзува и Република Македонија, но и Крива Паланка кон сите соседни европски дестинации. Крива Паланка заслужува и во неја мора да има простор за живот и за постарите, но и за помладите генерации, затоа што тоа е нашата основна цел. Да ги задржиме младите на овие простори и да дадеме можност на сите, затоа што Крива Паланка, пак ќе кажам, заслужува да биде едно ново, модерно, урбанистичко решение кое што ќе нуди можност за сите, за живот во Крива Паланка за сите. Така, ви благодарам за одвоеното време што бевте наш гостин, што се одзовте на поканата да ја презентирате вашата изборна програма со која што настапувате на овие локални избори. Јас ќе ви посакам среќа во вашата трка да станете кандидат, односно да станете градоначалник на Крива Паланка и се надевам дека ќе имаме изборен ден кој што ќе помине мирно, фер и демократски. Ви благодарам и на вас за поканата, за одвоеното време и простор во вашиот ценет медиум, со кој што и до сега имавме исклучително добра соработка. Се надевам дека и на денот на изборите, а и после изборите ќе имаме можност да се гледаме многу почесто, за тоа што ако некој бегаат од медиумите, јас во медиумите гледам партнер преку кој што можеме да го спроведеме сето она што ни идеја и како идеја многу полесно да го пласираме, кое што ќе стаса до сите наши целни групи. По таа насока, значи, ќе кажам дека ќе имате целосната моја поддршка, но и очекувам целосна ваша соработка по текот на она што се нарекува наши идни проекти и она што ќе биде поле за действување и соработка. Така, благодарам за убавите зборови упатени за нас како медиум. Јас се надевам дека ќе имаме и понатаму успешна соработка, како што споменавте и вие ја имавме и досега. Почитувани гледачи, благодарам за вашето одвоено време, за вниманието со кое што не проследевте. Ќе споменам уште еднаш на крајот ова емисија. Наш гостин, а секако и ваш гостин пред малите екрани, кандидатот за градоначалник од Коалицијата за живот во Македонија за овие локални избори, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, Боријан Чомицевски. Благодарам уште еднаш за вашето внимание. Се гледаме во следната емисија, кога ќе представиме изборна програма и кандидат за градоначалник од останатите политички субјекти кои што учествуваат на локалните избори закажани за 15 октомври. Довидување.